Кандидатот за градоначалник на општина Штип од ВМРО ДПМН Илчо Захариев заедно со Антонио Милошевски реализира средба со граѓаните од Штип во населбата Сењак. Во Штип имаме градоначалник кој што е истакнат во својата општина и е познат воркохолик. Човек кој што работи од 6 на сабајле до 9 на вечер. Гледаме дека владата на Република Македонија предводена од Заев и сите министри се последниве денови во Штип и се борат против Илчо Захариев. И Оливер Спасовски, и Никола Димитров, и министерот за земјоделие, и премиерот, и разни олигарси кои што се во Штип и околината влијателни со финансиски средства. Мојата прогноза е дека Илчо Захариев како поединец заедно со народот на Штип ќе ја победи целата влада во недела и ќе имаме прилика да му честитаме. Захариев е убеден дека во недела штипјани знаат за кого ќе гласаат, затоа што го сакаат Штип и сакаат Штип да напредува. На мене не ми е противник малиот Бочварски. Значи јас си имам работа, знам со кого се имам, тоа е со целата државна машинерија, начело со премиерот Заев, со сите негови министри, со сите негови заменици министри, директори во третиот ешалон, со целокупниот потенцијал на Министерство за внатрешни работи кој овие денови врши тортура комплетно на нашето членство, на нашите председатели на местни комитети, упаѓаат кај директорите на јавните предпријатија, нормално со налози на јавното обвинителство. Таков притисок не се памти во историјата. Си поставам прашање зошто тоа го прават и дојдов до сознание дека сепак си имаат работа со сериозен противник, а тоа е Захариев Илчо. Си имаат работа со сериозен град, тоа е градот Штип, и пред се со граѓаните на Штип, кои знаат да препознаат што значи Захариев во неговиот 35 годишен работен стаж во овој град, а што значи семејството Бочварски во овој град. Нема сила што може да го промени ставот на нашите штипјани дека ќе гласаат за бројот 13, тука нема дилеми. Нема сила што ќе ги уплаши граѓаните на Штип да не излезат да гласаат. Нема притисок што граѓаните Штип нема да го издржат. И нема пари со кои тие можат да ја платат победата и повторно да направат изборен фалсификат. Во разговорите со граѓаните Захариев и Милошевски ги презентираа идните чекори на ВМРО ДПМН за реализација на проекти кои ќе го носат Штип напред.